Добре дојдовте, господине Дерала. Џабир Дерала е наш гостин од цивил невладината организација. Ве молам за коментар. Вчера Илвис Бајрам, градоначалникот на Шуто Оризари, го нападна потпредседателот на изборната комисија на Шуто Оризари во просториите на ДИК. И моето прашање, имате ли некакви реакции, постојат ли некакви законски санкции? Вашата организација имаше веќе дадено препораки и насоки околу изборите? Бандитското однесување на одредени партии, на партиските милитанти во Македонија не е непознато. Тоа го гледаме во речиси сите изборни процеси досега. Она што е индикативно во овој напад е дека потполно се симнати маските за тоа што може да значи една институција од типот на ДИК и така натаму. Ова однесување е недозволиво, се разбира. Во овој момент наши наблюдувачи се обидуваат да дојдат до што е можно повеќе факти, така што негде во текот на утрешниот ден ќе излеземе и со посериозни согледувања што се однесува до тоа како може да се реагира на вакво нешто. Ние сме невладина организација, ние не сме институција на системот, така што не можеме ниту да апсиме, ниту да судиме. Но од друга страна, она што ние можеме да го направиме како невладина организација е горе-долу истото што можат и медиумите да го направат, а тоа е да изнесат јавна осуда на ваквото однесување. Добро, велите ова е недозволиво, институциите треба да реагираат. Мојата колешка Сашка Цветковска зема изјава од Сейфу Кадри од Обединети демократски сили на ромите. Тој бара институциите да го решат случајот. Морам да напоменам дека тие се коалициони партнери во власта. Одиме со изјавата. Апелираме до сите надлежни институции, особено до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, да превземат действија против ваквото извршено дело и да не дозволат во иднина ваквите или слични настани да се вршат врз граѓаните на општина Шуто Оризари. Уште еднаш во името на партијата ви благодарам за вашето присуство. Доколку имате нешто што ви интересира, можете слободно да... Имате ли верба во органите дека ќе се завршат работата во судовите, особено пошто ова не е прва кривична пријава за сипање однесена? Видете, значи нашата политичка партија не случајно сме во коалиција со актуелната владеачка гарнитура ВМРО ДПМН. Веруваме значи во системот на функционирање, веруваме во институциите на државата, согласно своите надлежности, значи веруваме дека ќе си ги превземат и ќе постапат значи согласно законските обврски своји што ги имаат. А за ова до сега што не предуземаат действија, како се чувствувате? Некако водени кривичните пријави седат во фиоки. Вие веројатно имате став за тоа, не знам. Нашиот став значи е следниот. Бараме значи не само од министерството, бараме и од другите релевантни фактори. Знаеме дека во последно време особено во Шуто Оризари, значи за време на избори се случуваат одредени непријатни ситуации. Во повеќе наврати дури извештајот на Европската комисија впрочем и го покажува тоа дека одредени ситуации, но верувам во оваа држава, верувам во правдата и верувам значи во законските надлежности на институциите. Како ќе вие јакнете значи свеста за ненасилни избори, вашата невладина организација? Кои се методите, која е стратегијата да се спречи насилство на овие избори? Има два начина на кои действуваме. Едниот е јакнење на јавната свест преку медиумите и преку новите медиуми. Но она што е работа на терен, кај нас го нарекуваме превенција, односно веќе формиравме и над 130 луѓе работат низ цела Македонија во 9 регионални центри, каде формиравме работни групи за превенција. Тие работни групи за превенција ги покриваат сите општини и поголеми населени места во Македонија, на тој начин што се обидуваат да работат заедно со партиите, со полицијата, со институциите на власта на локално ниво, се разбира и со институциите на власта на централно ниво. Пред се нивната задача е да бележат секаков вид на насилство, а нашата дефиниција за насилство е многу остра, многу строга. Поточно нулта толеранција за било каков облик на закана, на присилување или на влијание над гласачите за било каква одлука да донесат. И во најиндиректна форма
искажано некое насилство или некаков вид на притисок, ние го сметаме за сериозно кршење на изборните правила. Во таа смисла се обидуваме исто така да работиме на тоа да ги приближиме оние страни кои се во наелектризирани, поблаго да се изразам, или експлозивни односи. Каде најмногу очекувате инциденти? Овој изборен процес е крајно проблематичен. Кулминацијата на политичката криза во Македонија се случи на 24 декември. Тоа е време, односно ден кој навистина треба да остане како ден кога се случија сите работи што не треба да се случат во едно. А се работи за политички елити? Се работи за политички елити. А не за обезбедување некакво дебели вратови со златни ланци, кои обично работат на насилство? Впрочем, таму се случија постапки кои не можат да се дозволат. Едноставно не можат да се дозволат. Немам зборови да искажам колку тоа не можеше да не смееше. Но се дозволува, постојано велите не може, но се дозволува, постојано говорите о јакнење на свест, превенција. Колку сте задоволни од институциите во Македонија? Искуството покажува. Институциите на системот и демократските институции во Македонија се во таква очајна состојба што ние имаме многу работа. Значи, што повеќе работа имаме ние како организација, односно организации на граѓанското општество, тоа значи дека дотолку повеќе нешто не чини во државата, односно во општеството. Ние имаме многу работа. Работите ли со нив? Се обидуваме да комуницираме со нив. Како оди комуникацијата? Зависно од институцијата и зависно од темата или под темата, ние имаме добра комуникација, меѓутоа не можам да кажам дека освен комуникацијата нешто навистина се случува во земјата, бидејќи препораките не ви ги почитуваат и следат. За декларациите за политички диалог, ако вие ставите при тоа реченица или мисла која или дури израз на лицето, ако направите тако како што му одговара на вашиот интерес, односно да го надмудрите политичкиот противник, тогаш вие всушност не сте за политички диалог. Што сакам да кажам? Не можете вие да кажете дека сте подготвени на политички диалог ако при тоа кажете дека другата страна направила вака, вака и вака, ама еве јас ќе предам преку тоа, па ќе им ја пружам рака. Такво нешто не го викаме ние политички диалог, туку го сметаме за ефтино надмудрување. Тоа не може да го сметаме за политички диалог, а во земја во која нема политички диалог немате ни демократија, ниту пак владење на законот, ниту пак почитување на човековите права. И имаме изборни насилства, односно насилство и пред изборите. Изборните насилства, знаете, и тоа е интересен феномен на Македонија. Ние во последниве неколку години постојано се наоѓаме во изборна кампања. Добро, очекувате ли, претходно не ми одговоривте прецизно, очекувате ли крв до колена на изборите? Или ќе оди мазно, гладко, заради тоа што практично целата власта, односно ВМРО, владачката партија, оди само на избори? Не верувам дека ќе бидат мирни изборите, но се надевам дека ќе надвладе разумот и дека нема да има крв до колена. Но дека ќе има насилство се гледа веќе сега. Односно веќе има насилство. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во Нова.